Денешната пресконференција е продолжение на аферата мафија која што ВМРО-ДПМНЕ во континуитет ја објавува. Именно оваа афера ја докажува целата немојт на правната држава, која е окупирана, погазена и завиткана во хибриден режим. Државата е логистика на криминалци, мафијаши и наркокартели од балкански и европски калибар. Нема граѓанин кој верува во приказната дека мафијашки бос извадил легален пасош со украден или лажен идентитет кај обичен полициски службеник. Такво кривично дело е возможно најмалку со знаење на претпоставениот, кој е поставен директно од Оливер Спасовски. Целта е ситните рибни да одговараат, за крупните да се спасат. Модел веќе виден. Доволно е да се отворат медиумските известувања од 2018, 19, 2020 и 2021 година, за да се види како сите балкански медиуми известувале за овие случаи. Како е можно воопшто некој да одлежи затвор во соседна држава за македонска патна исправа, чиј идентитет бил сменет со амин на власта, а во Македонија да нема никаква реакција? Според власта, истрага отвориле во февруари 2019 година. Па се поставува логичното прашање. Како е возможно, година дена потоа, на 29 јануари 2020 година, црногорски атентатор да се слика за македонски пасош и да оди во Украина да изврши атентат, каде што е фатен токму со македонски пасош? Поштувани, до нас стигнаа нови документи за пасоши на криминални структури, за кои што би сакал да проговориме и да информирам јавноста токму денес. Поставувам јавно прашање. Дали македонски пасош, издаден од МВР, имал и водачот на познат наркокартел од Албанија? МВР во регуларна постапка на 17 јули 2019 година му издала македонски пасош со број C126508 и на шефот на наркокланот Албанија Флоријан Мусеј со позајмен идентитет Наум Фило, роден на 22 јануари 1986 година. Ова е тој пасош. Ги повикува медиумите да подетално истражат кој е овој човек и што тој представува. Само неколку информации. Мусеј станува познат во 2018 година, кога против неговиот наркокартел во меѓународна соработка помеѓу полициските служби на Германија, Италија, Холандија и Албанија се откриени 91 килограм кокаин во вредност од 20 милиони евра и огромна дилерска структура низ сите овие држави. Според информациите кои ги добивме, по добивањето на македонски пасош во 2019 година, Мусеј непречено патува низ повеќе европски држави за во октомври 2019 година да пристигне во Јужна Америка. Мусеј, користејќи го македонскиот пасош со позајмен идентитет на име Наум Фило, најверојатно патувал низ повеќе држави на Европа и Јужна Америка. Втората индиција која што имаме е дека македонски пасош поседува Стефан Џукич, кој е осомничен за обид за убиство на еден од водачите на така наречениот Кавачки клан. Обидот за убиство се случил во Киев, Украина, а името е Радивое Звицер. Стефан Џукич имал македонски пасош на име Каче Герги. Тоа е овој пасош кој што денес го презентираме. Значи човек кој што медиумите го условуваат како платен убиец на Кавачкиот клан, имал македонски пасош издаден од Министерството за внатрешни работи. Вистинското прашање е зошто овие пасоши, дел издадени уште во 2017 година, беа премолчувани од власта се до отварањето на аферата мафија од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Зошто кога Јован Вукотич бил осуден во Белград за поседување на македонски пасош со лажен идентитет,
Министерството за внатрешни работи не реагирало? Како е можно Серат Пекер, кој според МВР бил протеран 4 дена по протерувањето, да се слика во полициска станица во Скопје за лична карта и пасош? Зошто никој од МВР нема издадено потерница по ниту еден од овие мафијашки босови? И зошто за злоупотреба паѓаат само ситните риби со цел да се заштитат крупните риби? Одговорот е затоа што мафијата е во врвот на власта. И на крај, зошто МВР не проверува какви банкарски сметки имаат овие луѓе во земјава? Дали се переле пари од страна на овие луѓе? Зошто не се повикани на разговор луѓе од власта кои се сликаа со дел од овие наркобосови? Ова е срам за земјата. Ова мора да заврши со оставка и одговорност. Мафијата е високо во власта. Додека народот умира на рати, се бори за живот, власта давала логистика на мафијата. Ова е еднината со Заев. Мафија наместо Европа и затоа се потребни оставки денес и веднаш. Благодарам, поелет ако има прашање. Спасовски утро го објави за наводни контакти на лидерот на ВМРО Мицковски со некои од приведените полициски службеници. Имате ли ви информација за тоа? Ова се смешни работи. Седа сама неколку дена со ред, пласираат целосни лажни вести, класичен фейк ньюс, ги растура пердувите со цел да на тој начин ја скрие собствената одговорност, мислејќи дека ќе ја дефокусира јавноста. Единствен со кого председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски имал контакт изминатиот период, а кој што можеби е поврзан со овие работи, е Зоран Заев. Ако Оливер Спасовски мисли на Зоран Заев, да, има ја контакт, видовме сите, имаш лидерска средба. Дали имаме други прашања? Благодарам на сите. Благодарам.